Заедничката работа и посветеност на сите политички актери во земјата за да се обезбеди членството во НАТО беше препознаена и од граѓаните. Таа обединетост стана надпартиска, надетничка и вроди со успех заради кој денеска тука го славиме овој ден како еден од најсветлите во нашата историја. Повеќе никогаш нема да стане збор дали нашиот суверенитет, интегритет и безбедноста на граѓаните можат да бидат загрозени. Не може. Ние веќе 4 години не сме тема на масата како балканска земја на која треба да и се помогне. Туку сме еднакви со сите земји членки и заедно одлучуваме. Северна Македонија, од земја на која меѓународната заедница и помагаше да го задржи мирот, сега е земја која активно придонесува за регионалната безбедност. И не може да стане збор за нарушување на нашата безбедност од било чија страна, бидејќи во тој случај зад себе имаме денес веќе сојуз од 32 држави. Во 2018 година, мислам дека јас и Бујар имавме таа можност во други улоги тогаш да бидеме во салата на седници и на подпишувањето на Преспанскиот договор и на седница на влада кога се усвојуваше договорот, а и потоа во собранието. Но имавме во нас и сериозен грч заради тоа што дел од нашите сограѓани укажуваат дека можеби плаќаме превисока цена и дека можеби правиме премногу за членството во НАТО и за членството во ЕУ. Денес има околности кои што ни укажуваат дека сме донеле вистинска одлука, дека сме биле на вистинската страна. Имаме војна во Украина, а ние сме на безбедната линија на границата во Европа.